дека е неопходен диалог меѓу политичките партии, тоа е повеќе од сигурно. Дека во сите напори на Фондацијата Отворено општество и другите невладини организации не успеа да доведат нити премиерот, нити потпредседателите, нити министрите, исто така е факт. Сакам на Владе Милчин, честитајќи му ги овие и на Фондацијата Отворено општество 20 години и со желба и натаму да постојат и обстојуваат пред се заради македонското општество и желбата и напорите да направиме такво општество, за да ги мотивира овие од владата да дојде да се обиде нешто со пари, бидејќи без пари кај нив ништо не видно. Тие реагират единствено на пари. Ако господин Џорџ Сорос дозволи таква работа, така викат, нешто што не може со малку пари, може да се постигне со многу пари. Значи, ако дозволи, јас се надевам дека тогаш можеби ќе ги видиме на едно соочување, на размена на мислење, на борба на мислење, а не да се кријат и особено се јавуваат кај медиумите во доцните вечерни часови, негде после 10 часот, дали кај Миленко или кај Томич или кај Јади Бурек, Јанко и така натаму. Сега почнавме она што пред малку беше спомнато, да се формира институт, парламентарен институт, како институција која ќе биде во состојба стручно да ги храни пратениците со информации, со сознанија, но не заживеа од едноставна причина што бидејќи тоа го финансира швајцарската влада, нашава влада не сака да се применат инструментите, конкурсот што го распише швајцарската влада, туку сака тие да ги избират стручните лица кои ќе бидат вработени во тој институт. Ве уверувам дека единствената причина зашто не заживеа тој парламентарен институт е желбата на власта да ги вработи сите своји луѓе во тој институт, со што силно не се согласи швајцарската влада која што ги дава средствата. Значи и тука сме апсолутно во состојба да не можеме да добиеме стручна помош. Јас се обратив до председателот на собранието од ова мноштво што има луѓе вработени во администрацијата, барем 2-3 да се пуштат на специјализација во соодветни институции во државата, да ни стојат на располагање утре во дадена ситуација која ќе треба да направиме теренска анализа на следењето на комуникациите. 6 месеци немам никаков одговор, ни позитивен, ни негативен. И конечно, она што е многу битно, ниту еднаш на ниедна седница на комисијата, одржавме преку 11 седници, ниту на една седница не дојде нити министерот, нити заменик министерот. И кога поднесуваат извештај и управата за безбедност и контраразузнавање, не доаѓа ни директорот, не се појавуваат, до крај игнорантски однос према собраницките институции.